Поштувани представници на медиуми, во пресата новата година, како одговор на сите обвинувања од нашите политички опоненти дека мимо сите по финански потешкоти Куманово застанува еве денеска 4 објекта, 2 пуштаме во употреба, тоа е улица Вера Јоцич и Васа Пелагич, кои се завршени од тек на овој месец, и од почнување со работа на Никола Вапцаров и од почнување на Романовски пат од Европска банка за обнова и развој, кој година дена стоеше тендеришан, еве сега го пуштија, предпоставам од неразбирливи причини. Сакам да дадам некои параметри. Ова улица е изградена со пари од буџетот на општината, негде околу 470 метри должина, 1800 квадрати асфалта подлога, цена на чинење 3,5 милиони денари во габарит, заедно со тротоарите и она што го чини инфраструктурата на овој дел на градот. Еден проект кој е давнешна желба на граѓаните од овој дел на градот, беше Турска кадрма, успеавме прво да направиме канализациона мрежа, сега да затвориме патна инфраструктура, Васа Пелагич исто завршена пред 10-15 дена и отпочнуваме со работа денеска Никола Вапцаров, еден исто така ранлив проблем на местната заедница во регионот на Бавчи, и таму го решиме проблемот со канализациона и водоводна мрежа и негде околу 500 метри имаме патна инфраструктура. Што да очекуваме после нова година, градоначалници? Имаме ли веќе старт на нови улици и нови проекти? Јас сум некој кој тргува најавив дека ќе биде пеколно тешка финансиска оваа година, меѓутоа мимо сите усилби на централната власт да ја stornира работа на општината, ние ќе предложиме со нашата развојна програма и се надевам дека најголем процент од заложбите на развојната програма ќе ги оствариме. Имаме визија, имаме концепт како да излеземе од кризата. После нова година ќе предложиме Советот, ако стане кохерентен не како вчера, да донесе квалитетни одлуки. Се надевам дека во наредна година ќе имаме поуспешна финансиска година од 2013 година.